Димитрија Чуповски е еден од позначајните преродбеници и афирматори на македонското национално прашање во почетокот на 20 век. Тој за време на својот живот се сретнува како поет, публицист, редактор, книгоиздавач, картограф, историчар, лексикограф и културен деец, кој ги основал и бил председател на Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петерсбург, потоа на Словенско-македонското национално просветно друштво Свети Кирил и Методи, член и основач на Руско-македонското благотворно друштво и член основач и председател на Македонскиот револуционерен комитет во Петроград. Роден е на 8 ноември 1878 година во угледно семејство на македонски револуционери автономисти во селото Папрадиште, Велешко. Откако неговото село било изгорено од албанските качаци на 10 годишна возраст, се сели во Крушево, родното место на неговата мајка. Почетоците во својот револуционерен живот ги почнува во средношколските години, кога од своето родно село Папрадиште во Велес оди да работи во Софија. Во текот на денот работел како молер, а во вечерните часови ги посетувал школите на Даме Груев и Петар Попарсов. Борбата за правата и слободата на македонскиот народ станува негов идеен животен пат. Школувањето го продолжува во Белград, а подоцна и на универзитетот во Санкт Петербург, од каде е исклучен поради учество во студентски протест. По завршувањето на своето школување во Белград, Чуповски се вработува како учител во своето родно село Папрадиште. По краткотрајното учителување, тој е затворен поради неговата револуционерна активност, пошто успева да избега и преку Белград заминува во Русија. Во 1902 година го основал Македонското научно-литературно другарство во Санкт Петербург и како председател започнува низа активности преку кои ја запознава руската и европската јавност за вистинската состојба во Македонија. По пристигнувањето во Скопје и Велес, заедно со Петар Попарсов, Иван Поп-Јорданов и други интелектуалци, создаваат јадро на борбата на македонскиот народ за создавање на македонска независна држава. Акцијата која ја започна Чуповски се пренесува и во Солун, каде Ризо Ризов и Павел Шатев ги организираат симпатизерите и активистите за спроведување на акцијата на Чуповски и другите револуционери од Велес и Скопје. Како резултат на овие активности се организира општо македонска конференција во декември 1912 година, на која се бара ослободување на македонскиот народ и создавање на независна и обедината македонска држава. Чуповски добива полномошно за да може да ги застапува интересите на македонскиот народ пред Европа, а истовремено се заклучува неговата мисија да се поддржи со широка пропаганда како во Македонија, така и надвор од земјата. Активноста на Чуповски во Македонија е спречена од српските, грчките и бугарските власти, кои отворено му претат и го протеруваат од земјата. По враќањето во Русија, Чуповски се јавува во овој период со статии за завојувачкиот карактер на војната и за македонската државност. Тој во текот на мировната конференција во Лондон го истакнува фактот дека во војната против Турција учествувале равноправно и лјадници македонци, па поради тоа бара од сојузниците да му дозволат на македонскиот народ да создаде сопствена држава. За подобро запознавање до македонското прашање и желбата на македонците за своја слободна држава, објавува прва карта на македонски јазик во боја, Карта Македонија, и заедно со меморандумот на македонците од 1 март 1913 година ги праќа до Лондонската конференција и до рускиот печат, раскажува неговата внука Елизабета Чуповска. Во историјата ќе биде исто така запамтен и бидејќи ја изработил првата карта на македонски јазик и во боја на тогашна Македонија во 1913 година, а исто така со цел ширење на македонското прашање започнал да изработува македонско-руски речник, а исто така и лексикон за македонската историја, култура и фолклор, кој што за жал со со бомбардирањето на Ленинград сето тоа е исчезнато. На 7 јуни 1913 година потпишан е меморандум на македонците, кој е испратен до владите и јавноста на балканските држави, а веќе на 9 јуни се појавува и првиот број на списанието Македонски глас. Во 1916 година Чуповски се обидува повторно да дојде во Македонија, но завршува неуспешно на романската граница. Со почетокот на Октомвриската револуција пропаѓаат и обидите на Македонскиот револуционерен комитет за создавање на Балканска федеративна демократска република. Борбата за самостојност и за национална држава на македонскиот народ на Димитрија Чуповски не престанува се до неговата смрт. Подготви македонско-руски речник кој не успеа да го заврши. Чуповски умира на 29 октомври 1940 година во Ленинград. За време на погребот неговиот ковчег бил покриен со знамето на македонската колонија,
а на крстот неговиот син ги испишал зборовите: борец за правата и слободата на македонскиот народ. Димитрија Чуповски во историјата ќе остане запаметен како еден од најголемите борци за самобитноста на македонскиот народ. Неговиот споменик на плоштадот во Скопје ќе говори за неговиот лик и дело. Делото на Димитрија Чуповски беше инспирација и за академик Мирослав Славковиќ, автор на неговиот споменик. Неговите потомци се горди на овој споменик, кој е дел од проектот Скопје 2014. Ние како семејство сме особено горди, бидејќи и една ваква значајна фигура во македонската историја како Димитрија Чуповски доби своје споменен бележје тука во плоштадот Македонија и целосно сме задоволни од неговиот изглед. Вакви заложби се за изградба на негов споменик има и преку координација со општина Чашка и во неговото родно село Папрадиште, каде што ќе настојуваме како семејство во координација со општинската самоуправа да изградиме спомен обележје, односно спомен куќа на Димитрија Чуповски, односно однаму кај што е неговата родна куќа. Споменикот ќе го издигне големиот борец и ќе го извлече од бездната на заборавот. Ќе го потсетува народот на ликот и делото на Чуповски, борецот за правата и слободата на македонците.